Изградба на градинка во населбата Зеленрид, реконструкција на домот за стари лица Зафир Сајто, реконструкција на улицата Индустријска и изградба и реконструкција на повеќе улици во местноста Гладно поле и улицата Авној се проектите што ги изработува јавното претпријатие Куманово план, а треба да ги реализира општина Куманово. Куманово план е единственото јавно претпријатие кое влегува во најактуелниот повик од страна на владата, каде што средствата од унгарскиот кредит ќе бидат доделувани на општините. Општина Куманово во вториот јавен повик ќе добие 800 милиони денари, од кои Куманово план ќе учествува со 4 проекти, истакна денеска директорката Анета Шандева-Доневска. Јавното претпријатие Куманово план 2024 година ја заврши со позитивна финансиска состојба. Првенствено, ќе кажеме дека се прават улици кои што ќе бидат аплицирани. Тоа е улицата Авној со 4 крака. Во Гладно поле, сакаме да ве запознаеме, популарно нареченото Гладно поле, за среќа во апликацијата ќе влезе и се надеваме дека ќе биде нормално завршена успешно апликацијата и тој дел од нашиот град, да има комуникација, ќе се прават улицата, ќе се прават од наша страна основен проект за изградба на улицата 716, 719, улица 717, улица 725, 720 и основен проект за реконструкција на улицата 715. Меѓутоа, за мене лично и за нашето јавно претпријатие голем предизвик е долгогодишна улица Индустријска, која што го опфаќа потегот од Железничка до населбата Бедиње, што со години сите знаеме во каква состојба е. Ова улица, значи за оваа улица ние правиме основен проект, кој што вчера веќе е предаден во општината на понатамошно проследување до владата на Република Македонија. Понатаму ќе продолжам со реконструкција на старачки дом Зафир Сајто. Старачкиот дом Зафир Сајто исто ќе влезе во апликација за овие средства што се од унгарскиот кредит што се наменети за општина Куманово. Значи, старачкиот дом ќе се реконструира бидејќи е затечена несолидна состојба, меѓутоа да кажам нашите стручни лица изготвија проект во кој што ќе се задржи постојната состојба на архитектура со максимално зачунување на оригиналните облици, форми и изглед на самата фасада. Најважниот проект за кој што сите знам дека го очекуваме и мислам дека нема еден човек кој што за овој проект не покажа расположение и радост од како слушна. После 60 години јавното претпријатие Куманово план ја доби можноста да проектира градинка. И тоа не градинка со мал обем. Станува збор, ќе ви ги кажам параметрите сега. Станува збор, значи, за една голема, до сега ваква градинка сме немале, која што ќе се вкупната површина во граници на проектниот опфат е прво многогодина 4797 метри квадратни. Овој капитален објект, значи, ќе се работи целосно, проектот ќе биде изготвен од наша страна. Станува збор не само за специфичен, голем, ова е голем предизвик за нашето јавно претпријатие, во кое што и некои повозрастни генерации, архитекти од страната стручна фела од овој дел, ја немала таа можност, меѓутоа ние за среќа, пак ја кажам благодарејќи на владата на Република Македонија, имаме можност да учествуваме во овој капитален објект и не само да учествуваме, да бидеме носители